Дојран аплицира за европски пари преку фондовите за прекогранична соработка за да добие средства за развој на туризмот во општината. Локалната самоуправа се надева дека на овој начин ќе се обезбедат средства бидејќи буџетот на општината е мал и не дозволува такви инвестиции. Ние како општина Дојран во моментов имаме аплицирано и е во завршна фаза од почнувањето на реализација на тие проекти, односно имаме 3 проекти за прекогранична соработка, два со Грција и еден со Република Бугарија. Сите се однесуваат за заштита на езерото, за збогатување на туристичката понуда. Подетални информации можам да ви дадам и за оној со Бугарија, бидејќи е исто така пред подпишување, тој се однесува за заштитени објекти, односно ние во нашиот случај ќе имаме реконструкција на Саат кулата со пропратни патеки до Саат кулата, пропратни патеки до турскиот Амам, а со тоа ќе ја зголемиме и самата понуда за туристите. Значи, инвестираме доста во културно-историскиот туризам, затоа што тоа ќе ни донесе зголемување на туристичката сезона, односно нема да го имаме тој летен туризам само за време на летната сезона, туку ќе го прошириме во текот на пролетта, есента. Тоа ни е и целта, значи Дојран да функционира во текот на целата година. Затоа и ги спремаме тие проекти. Освен туристичката понуда, ќе се подобрува и хортикултурното уредување на градот. Имаме уште еден проект кој што го имаме аплицирано до владата на Република Македонија преку проектот ВРЦП. Тој проект ќе изнесува негде околу 1,5 милиони, а со тоа буквално се планира инвестирање во сите паркови, зеленела, пропратни патишта до тие дестинации каде што ќе бидат подостапни за туристите. Односно, Дојран ќе добие многу со тие проекти. Јас се надевам, значи тешка е реализацијата на проектите, меѓутоа во блиска иднина се надевам дека ќе почне и реализацијата, а со тоа ќе се осетат самите бенефити од тие проекти. Дојран е во екот на туристичката сезона која годинава доцни поради лошите временски услови. Градот вели дека иако остварените ноќевања се помалку од лани, точниот број не се знае бидејќи приватните сместувачи не ги пријавуваат бројот на гости. Затоа Дојран најавува за честени контроли за наплата на туристичката такса.